Добар ден. Следуваат новите 40 минути од Фактор здравје. Задоволство и секако ќе биде предизвик за нас што ќе ни ја дадете довербата и докре ќе останете со вашата здрава навика. Еве ги деталите за денешната емисија. Ракот на тестисите спаѓа во најбрзо растечките малигни болести. Она што како податок е достапно на глобалната мрежа и бројни истражувања и клинички испитувања го докажаа е фактот дека оваа малигна болест за жал ги напаѓа мажите во репродуктивното доба од својот живот, некаде од 18-тата до 40-тата година од животот. Но добрата вест или белата страна на оваа информација би рекол е фактот дека доколку навреме се открие оваа малигна болест, она што може да се избегне е компликуваните и сложените интервенции кои што следуваат после откривањето, а тоа се хемотерапијата и зрачната терапија, кои што покрај здравите ткива и клетки ги уништуваат и оние кои што се малигни или патогени. Уште еднаш со денешната емисија сакаме да дадеме аспект на машкото здравје во смисла на превентивно пред се и рано откривање на оваа болест преку палпација или допири и било каква промена на тестисите. Во однос на деталите за гостинот и неговото представување, тоа ќе го слушнете по оваа прва доза на информации. Денешната тема рак на тестиси во Фактор здравје ќе ви ја презентираме преку богатото предсенаучно и клиничко искуство на доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Професоре, добар ден, добро дојдовте повторно во Фактор здравје. Како сте и како функционирате во вашата клиничка болница? Добар ден, добро ве најдов. Одлично. Си работиме како и секогаш. Да, нормално, во нормален тек. Ви благодарам што денеска ќе ја споделите пред се вашата експертиза во однос на темата рак на тестиси. Уште еднаш чувствувајте се пријатно како и јас во ваше друштво, а по паузата за реклами ве поканувам и вие да учествувате со нас, односно да ни се јавите доколку имате интерес кон денешната тема. Можноста заедно да комуницираме и да поставите прашање ви ја нудиме и денеска во живо во Фактор здравје. 609192 и 609194 се двете телефонски линии за ваше јавување и ваш интерес кон денешната тема насловена рак на тестиси. Ваши мој гостин во студиото на Фактор здравје е доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог. Професоре, бидејќи зборуваме за малигна болест која што според податоците и вие ќе потврдите од научен аспект е една од најбрзо растечките или најгалопирачките во однос на својот развој, на почеток да ја дефинираме и дали карактерот на овие ракови, односно тумори се добро карактерни и со лош карактер, како всушност и се останатите малигни болести. Да, значи ракот на тестисот е хетерогена група на болести, може да има повеќе типови на рак. Под поимот рак на тестис се подразбира рак кој потекнува од герминални клетки. Тоа се клетките кои што ги создаваат сперматозоидите, бидејќи надалеку е најчест тој тип на рак, по потекло од герминативните клетки, постојат и тумори по потекло од сертолиеви клетки, лајдигови клетки, што се многу ретки тумори, лимфоми, саркоми и ред други тумори, но најчестиот е со потекло од герминативните клетки и затоа кога ќе се каже рак на тестис како синоним се подразбира герминално клеточен тумор. Во основа постојат две големи групи на герминално клеточни тумори, тоа се семиноми и несеминоматозни тумори, кај што спаѓаат ред повеќе групи на подгрупи, да речам, на тумори. Ова поделба е од клинички и практички аспект направена, бидејќи семиноматозните тумори подобро реагираат на зрачна терапија и се, да речам, подобро можат да се излекуваат, додека несеминоматозните тумори обично се мешани, има компоненти од повеќе различни типови на тумори. Во нив спаѓаат тератом, јолксак тумор, понатаму хориокарцином. Сите овие различни типови на тумори во различна пропорција се присутни во ткивото и дел од нив се, да речеме, поотпорни на таа зрачна терапија и побрзо прогредирачки. Вие спомнавте на почетокот дека брзо се развива овој тумор. Фактот е тој што овој тип на тумор многу има, викаме, брз клеточен трновер, многу брзо клетките се делат. Оние патогените или болните. Значи, постојат тумори кај што клетките споро се делат
и клетки кои што многу брзо се делат. Овие клетки кои што многу брзо се делат, и логично е тоа, бидејќи се герминално клеточни тумори, сперматозидите во својот развој исто така многу често клетките додека да настанат сперматозиди се во чести делби. Заради тоа пулот на клетки кои што е во фаза на делба е огромен, многу брзо се шират, но добрата страна да речеме е тоа што толку многу брзо се шират да и меѓувреме изумираат, бидејќи немаат потенцијал, да. Немаат доволно исхрана, значи мора прим да се направи средина со која што ќе се исхрануваат туморските клетки. При нивната брзо делба тие брзо угинуваат и заради тоа и некротизираат. Циклусот им е многу брз, многу и сакав брз, да кажам, не клеточен предизвикуваат барем според податоците и вие ќе потврдите летален или смртен исход кај пациентите, тоа е добрата работа. Брзо се ствараат и брзо изумираат. Брзо се ствараат, брзо изумираат, значи да речеме прогресијата може да биде фрапантно брза, но од друга страна хемиотерапевтиците, зрачната терапија кој делува на клетки кои што се во фаза на делба, се многу ефективни. Ако огромен број на клетки се во фаза на делба, тоа значи дека лекот многу брзо ќе делува на сите тие клетки што се во фаза на делба и ќе доведе до исто така некроза, изумирање на туморот, затоа има и ефикасност во таа терапија. Да, она што загрижува и го кажав на почетокот и вие го потврдивте веќе во вашето излагање е дека доколку рано се открие оние сложени терапевски модалитети и протокол во смисла на хемотерапија и зрачна терапија може да се избегнат и да се излекува болеста. Прашањето ми е зошто мажите во репродуктивното доба од својот живот се најмногу афектирани и кои се причините покрај гените за оваа малигна болест? Да, па мултифакторијално е да речам појавата на тумори на рак на тестиси. Битно како и кај сите тумори, така и кај туморот на тестис, многу од факторите и не се знаат. Тоа што е добро одредено како фактор ризик фактор е крипторхизам, неспуштен тестис. Тоа тестисот во ембрионалниот развој се спушта преку ингвиналниот канал во скроталното кесе, затоа кај младите машки бебиња се проверува дали е тестисот спуштен во тестикуларното кесе. Теоријата е дека доколку не се спушти во скроталното кесе, средината не е погодна за сперматогенеза и шансите за настанок на туморски клетки се поголеми. Затоа и се инсистира во раната возраст, ако не е спуштено, нели хируршки тоа да се спушти и да се фиксира, значи орхидопексија, да се фиксира тестисот во скроталното кесе, каде што се смета дека има одлична микросредина за развој на сперматозоиди. Генетски фактор познат, значи во фамилија ако некој друг има тестикуларен канцер, шансата да се појави е поголем. Расата како фактор се јавува, белците имаат поголема шанса за развој на карцином на тестис од црнци во однос на расата. За другите фактори не се допотврдени, така да не може повеќе да се каже околу причините за појава на тестикуларен канцер. Од вашата клиничка пракса и од научната литература, бидејќи сте професор на медицинскиот факултет во Штип, што е она што како целна група или во која возраст најчесто се афектирани мажите? Дадена е нели таа граница од 18 до 14 години, до 40 години се извинувам, но што вели вашата пракса, вашето искуство? Точно, значи се јавува меѓу 20 и 40 година, просекот е негде 33 година од животот, кога се мажите во полно сексуално здравје, значи кога има најголема сперматогенеза и логично е во тој момент, во тој период да има поголеми шанси за развој на тестикуларен канцер. Мора да се знае дека постојат канцери тестикуларни и во поголема возраст, па дури и во педиатриска возраст се јавуваат посебни типови на тестикуларен канцер, но во принцип репродуктивната возраст меѓу 20 и 40 кога е најснажна, тогаш е најголема честота за појава на тестикуларен канцер. Да. И што е со патогенезата или развојот на болеста? Реков јас на почетокот дека палпацијата или оној само преглед, допирање на тестисите на секој маж може да укаже на некоја промена, но дали е така и што значи откривање во рана фаза, ран стадиум на болеста? Да, па ракот како и на другите органи на тестисот нели е подмолен во однос на симптоматологијата, многу касно дава симптоми, затоа што обично е безболен оток, како да кажеме, или безболно зголемување на тестисот, може да не се примети тоа, затоа и тука
само прегледот е еден од многу битните фактори да се открие, бидејќи ако се види асиметрија помеѓу двата тестиса, ако се опипа тестисот и се види некоја зголемена тврдина или па зголемена мекост, ако се најде некаква суптилна промена, може да се алармира и на време да се открие ракот на тестисот. Зошто е ова битно? Бидејќи рековме, бидејќи тој брзо се развива, брзо се зголемува, често брзо влегува и во лимфна и крвна струја и регионално се шири во ретроперитониумот во прво место. Тоа е едно широко подрачје зад перитониум во абдоминалниот зад абдоминалната шуприна, каде оди по лимфни јазли, значи параортални лимфни јазли. Од тамо може да брзо се прошири и во дистални органи, значи дистални метастази се во бели дробови, во поредко во црн дроб и во коски. Значи многу брзо може да оди, да речеме, тоа ширење на туморот, затоа е потребно на време да се открие. Тука би спомнал еден ефект што го има многу карактеристичен кај тестикуларниот канцер, нешто што се вика burnt out тумор, изгорен тумор. Значи, примарното жариште во тестисот може да биде мало и со тек на време да се изгуби. А туморските клетки веќе да влегле во лимфната и крвната струја, да направат метастази по целиот организам, а примарниот тумор да го нема. Значи, тој феномен го има кај тестикуларниот тумор, баш поради тој факт дека туморот, рековме, брзо расте, но и брзо угинува, и ако угине на местото каде што настанал, ќе се направи фиброза, како една мала лузна, и нема да се открие примарниот тумор, ама дедуктивно ние ќе сватиме дека станува збор за примарен тумор, од кој ќе ги анализираме примероците од другите органи. Односно
поноти го боли малку. Или може да биде хидроцела, и тоа е, да речеме, оттежната дренажа на течноста што се наоѓа помеѓу мезотелните обвивки или туниките вагиналис и туника албугинеа, значи обложено со мезотел, тука се ствара вода, ако е дренажата оттежната, тоа исто така знае да потече и да симулира карцином. Предпоставам поради возраста и поради тоа што му давале како терапија, за да се намали оттокот, дека може да биде тоа. Да, но сепак не е малигна болест, како што Предпоставам рековте. дека не е малигна болест. Ви благодарам за вашето јавување и да се вратиме на она што рековте во однос на одредувањето на резистентноста, односно резидуалноста, дали се уште има болест после интервенцијата, тој дел некаде. Да, па туморските споменавте. маркери се битни затоа што например, кај тестисот специфични се алфа-фетопротеин, посебно кај некои одредени типови на канцери, како што е јолксак туморот, и да речеме, има и уште некои маркери како плацентална алкална фосфатаза, бета-хорион гонадотропин, кој што може да се јави и кај семином, но најчесто се јавува кај една многу агресивна варијанта, се вика хориокарцином, на несеминоматозен тумор. А лактат дехидрогеназа е, да кажам, условен тумор маркер, тој укажува на некроза на ткиво. Или одумирање. И одумирање. Ако земете предвид тоа што го кажавме дека има брз клеточен трновер, има голем распад на туморот, сам од себе се распаѓа заради неухранетост и брза делба, нивото на лактат дехидрогеназа расте. И индиректно можеме да сватиме дека има некој голем некротичен процес, значи лактат дехидрогеназа се одредува и кај инфаркт на миокарди, и кај други болести каде што има некроза. Битно е дека овие серумски тумор маркери, доколку се покачени постоперативно, тоа укажува дека некаде низ телото постои туморска маса која што ги продуцира, значи постои метастаза. Дори ако иницијално не ја најдеме, индиректно разбираме дека со оглед на нивото на покачени тумор маркери, мора да трагате, да барате. Мора да трагаме каде се наоѓаат метастатските депозити и таа категорија се зема во предвид големината на или за колку пати се покачени туморските маркери во однос на референтните вредности. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Добар ден. Да, господине, и вие сте добродојден во Фактор здравје. Поздрав и до Поздрав вас. до вас, до докторот, едно прашање. Да. Ако може. Јас пред 15 години сум опериран од хидроцела, бидејќи сега почитување доктор ја спомна хидроцелата, па решив да прашам. Добро. Сега после 15 години повторно се јавува хидроцелата и мојот десен тестис е поголем скоро 2 пати, 2 може и до 3 пати е поголем, мислам, од нормалниот, што е левиот. Сега само прашањето е следно. Тој почна да расте и со, како се вика, поранешна консултација со постари хирурзи, да речеме, и уролози, нека тоа, ја имам 75 години, колку за ваша информација. Вика тоа ќе расте, вика полека и не ве загрозува. Што понатаму? И тоа последниве 2 години мислам дека повргу расте Него отколку претходно. Да. Дали ова доволно? За Доволно е, да, благодарам во принцип, за интересот. да, индивидуално ќе биде како ќе се третира. Значи, уролозите со преглед ќе си оценат дали е доволно, дали Само следење да, или? дали следење, дали да се евакуира содржината, пошто тоа сепак само течност, дали да се евакуира па да се намали тој, да речеме, локален притисок што го прави хидроцелата, или дали ќе се оперира. Тоа индивидуално зависи нели од возраста, како го поднесува тоа пациентот, од многу работи ќе зависи дали и каков третман ќе се. Но спомена едниот тестис 3 пати речиси е поголем од другиот, што Затоа веројатно кажувам, не прави може, проблем. да, затоа кажувам, урологот на индивидуална основа ќе постави индикација за операција или не операција или некаква конзервативна терапија и така. Да, благодарам за одговорот и уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, господине. Кој е вашето прашање? Поздрав до вас и до Благодарам. докторот. Поздрав и до вас. Сакам да му поставам едно прашање. Јас сум 65 годишен. Во ред. Ми се јави пред 2 години плак на пенисот. Дали се работи за тумор и каков пениспластика ли е прашање, што ли е и како се лечи? А каква плака може да опишете? Па како да ви објаснам? Црвенило? Не. Докторот најдобро знае што е плак.
стврднување на два дела, искривување на пенисот. Аха. Пенис пластика, буквално. Аха, добро. Се работи за пенис пластика. Јасно е? Да. Да, Дали мора благодарам. оперативен захват или може да си тоа само по себе помине или што да Благодарам за Благодарам вашиот многу. интерес. Пријатно. Да, добро, тоа е, да речеме, кожно заболување на пенисот, кој што формира фиброза. Таа е една, значи се депонира колаген заради како инфламаторен процес, тој колаген да речеме го фиксира пенисот. Сега во зависност од големината на фиброзата ќе се прават и деформитети. Болката може да биде голема, сексуален акт може да биде болен и така натака. Тоа е пак на индивидуална основа, дали ќе се значи може да се оперира во смисол да се извади тој дел кој што е фиброзиран, како некоја, да речем, циркумцизија да се направи во зависност од тоа дали е на препуциум мислам дека рече дека е на глансот на пенисот. Да. Значи уролог ќе процени Што и како Што и како врз база на симптоматологијата што ја има и нели дали има болки, колку тоа му смета и во уринирање може да смета и така. Да. И да се вратиме на одредувањето на дијагнозата и поставувањето на дефинитивната дијагноза на ракот на тестиси, технички колку вам ви е тоа потребно и што после дијагнозата, како следи протоколот и препораките за лекување на оваа малигна болест? Значи, од кога ние ќе го добиеме препаратот, треба првим да кажеме кој хистопатолошки тип е, нели, дали е семиноматозен или е несеминоматозен тумор, бидејќи рековме тоа ќе ја понатаму онколошката терапија ќе ја диригира. А семиноматозните тумори многу добро реагираат на радијациона терапија, буквално се топат, да речеме, на зрачната. Додека по-тешки за лекување се несеминоматозните тумори, треба хемиотерапија и така натаму. Постојано треба да се прати нивото на серумските тумор маркери, да се види дали има рекурентност, дали повторно се појавува, затоа што во иницијално постоперативно може да падне нивото на серумски тумор маркери, бидејќи главната туморска маса е извадена и нема која да продуцира, но со тек на време ако останала некоја метастаза, таа може да се зголемува и да почне да ги дешаржира овие тумор маркери во крвна циркулација и на таков начин да сватиме дека има метастатски депозит. Терапијата во принцип е орхифуникулектомија, да се извади тестисот со сперматичната врвка, ние ќе го одредиме стадиумот. Значи радикална операција, што би се рекло тоа. Врз база на одреден стадиум и кој хистопатолошки тип на туморот е, онколозите шематски ќе одредат за каква терапија ќе стане збор. Да. Она што е важно да се каже, после интервенцијата и после излекувањето на болеста, останува еден тестис, предпоставка нели кај мажот, тоа е фертилен, односно може да оплодува и да има свое потомство. Овде тоа да го споменеме како важен податок. Во принцип тоа е точно, нели, дека еден тестис може да продуцира сперматозоиди, но нормално битно е да видиме дека дали мислам можно е со биопсија да се види дали сперматогенеза е одржлива. Е одржана. Исто така ние кога го наблюдуваме тестисот во здравото тестикуларно ткиво во околината, гледаме дали се продуцираат сперматозоиди, односно укажуваме дали има одржана фертилност. Може да е сперматогенезата нормална во околното ткиво, но може обично и хипосперматогенеза, значи намалена количина на формирани сперматозоиди, а можно е да се случи да остатокот од ткивото е во некоја атрофија, односно да нема воопшто герминативни клетки, така да индиректно можеме да знаеме дали е тој тестис, заболениот тестис, дали одржува сперматогенеза. Треба да се напомене дека ако едниот тестис е зафатен со тумор, ризикот дека може да се појави и на другиот тестис е поголем него кај нормалната популација, бидејќи да речеме таа генеза што или тие фактори што довеле до појава на карцином на тестисот на едниот тестис може да постојат и за другиот тестис, така да треба да се прават контроли, да се види дали другиот тестис е
очуван. Сигурно. И пред крајот на разговорот, професор, уште сакам да ве прашам доколку постојат и метастази, рековте, во локалните, односно далечните ткива и доколку тие тумор маркери кои што се следат понатаму покажат покачување од тие референтни вредности, дали дополнително тука се прави анализа, односно се зема биопсија примерок за анализа и ваше учество, ваше одредување Да, на доколку тие има депозити. покачени тумор маркери, значи се прават имиджинг техники, другите како што се, да речеме, компјутерска томографија, магнетна резонанца, да се најде местото каде е метастатскиот депозит. И од кога ќе се извади тој метастатски депозит, ние повторно го гледаме под микроскоп и укажуваме дали станува збор за тестикуларен тумор. Малце ни е работата тешка кај овие тестикуларни тумори, затоа што тие знаат да ја менуваат сликата од метастаза во метастаза. Нели рековме дека има тие мешани тумори, комбинација на јолксак тумор, хориокарцином, хетерогени се рековте, да. Семином може да има. Сега, примарното можело да биде семином, метастазата може да биде јолксак тумор или било која комбинација, така да првично ќе се изненадиме како да е сосема друг тумор, но рековме, пошто е тотипотентен туморот, може да прави разни слики, во зависност од тоа кој клон каде метастазирал, може да направи да речеме да диференцира во правец кон хориокарцином, во правец кон тератом и така натаму. Тоа мораме да го имаме у предвид кога го диагностицираме метастазата, дека метастазата знае да се разликува од примарниот тумор. Да, да не биде идентичен. Со овие информации ќе ви се заблагодарам тука и секако ќе ве поканам повторно да бидете дел од Фактор здравје. Ви благодарам. Благодарам, ми беше задоволство. Доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог, беше денешен гостин во Фактор здравје. И она што за крај сакам да ви го препорачам, покрај здравието, пред се и превенцијата, Г132 Плюс Натурал, како моќен антиоксиданс и имуностимулатор, ќе ви овозможи секако покрај медикаментозната терапија ке ова и другите малигни болести да имате силен и здрав имунитет, а здравите превентивно секако да го сочуваат здравието. Благодарам и секое добро до утре.